Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Градоначалникот на општина Велес, Славчо Чадиев, денеска од својот кабинет го промовираше изготвениот отчет на општината за сработеното во изминатиот период. Отчетот содржи 42 страници, на кои преку слика и текст се прикажани сите реализирани проекти досега. Градоначалникот на Велес Славчо Чадиев изработи документ за работата на општината во 2013 година. Локалната самоуправа издаде брошура со 40 на страници во која се запишани сите реализирани проекти. Отчетот на општината е предвидено да стигне до секој дом. Градоначалникот Чадиев вели дека реализираното е според програмата за работа на општината, но и ветувањата дадени во предизборната кампања. Сите овие проекти можете да направите на паралела, да видите и дека голем дел од нив, во најголем дел се поклопуваат и со предизборната програма, со мојата предизборна програма, така да ние ги остваруваме оние сегменти што таму се предвидени, меѓутоа и дел од нив се и поголем дел се и од програмата на Советот што е усвоена за 2013 година. Реконструкција на улици, изградба на локални патишта, нов пешачки мост, добивање сертификат за поволно бизнис обкружување се само дел од проектите запишани во отчетот на општината за претходната година. Се реализирале над 120 активности. Градоначалникот Чадиев вели дека и оваа година континуирано ќе се реализираат проекти од комуналната инфраструктура, образованието, културата. Очекува дека со предвидениот годишен буџет ќе се реализираат сите замислени активности. Средствата се тие кои што се стандардизирани во општина Велес со плюс минус еве година имаме прилив на средства во однос на продавањето на земјишето за фабриката Маркат, потоа ќе објавиме уште десетина парцели за продавање одма после изборите. Очекуваме еден солиден прилив кој што ќе ни овозможи и ни овозможува во моментот кој што самите можете да видите да работиме на неколку позиции и во неколку населени места во нашиот град. Инаку, освен во градот, реализирани се проекти и во велешките села. Асфалтиран е патот до Ораовец, бетонирано е спортско игралиште во Горно Оризари, реконструирани се школските тоалети во Сливник. Градоначалникот Чадиев вели дека давањето отчет за работата на општината ќе продолжи во следниот период. Дел од овие проекти 2014 година што се работи во моментот не се представени во отчетот, тие ќе бидат представени во следниот отчет идната година во март месец. Ова се работи и ќе се работи на начинот што беше познат и како председател на Совет кој што работи во однос на транспарентноста на работењето на општината, а и сега ќе се одвива тој начин и ќе продолжи во иднина. Градоначалникот Чадиев вели дека отчетот кој е отпечатен во 6000 примероци во следниот период ќе го добијат и граѓаните. Наскоро ќе никне нова бензинска пумпа на автопатот кај село Паликура. За градежната сезона во Росоман нема пауза. Се гради, се инвестира, се вработува, вели градоначалникот Стојан Челазов. Нема пауза за градежната сезона во општина Росоман, вели градоначалникот Стојан Челазов. Тој најавува дека многу наскоро ќе никне нова бензинска пумпа на автопатот кај село Паликура. Се гради, се инвестира, се вработува. Категоричен е Лазов, кој одговара и на нашето прашање, кој најмногу гради во општина Росоман. Најголемите градежни зафати сепак ги прави владата и општината со своите буџетски средства, но во Росоман во општина Росоман е наповедок изградба на бензинска на автопатот кај Паликура. Таа бензинска, верувам дека и тоа како ќе значи на територијата на самата општина Росоман, се работат 3 урбанизации благодарение на владата која што ги смени законите за урбанизација на села. Веќе можеме да сметаме на 3 урбанистички плана кои што во овој момент се во својата завршница, ни ги олесни пристапите до промена и односно до реализација на доста урбанистички планови кои што и тоа како ни значат за општината, кои што и тоа како ни значат за развојот на општина Росоман, односно веќе индустријските субјекти и другите заинтересирани кои што сака да градат на територијата на општина Росоман со локални плански документи, без да чекаме одобрение од министерството, ни се доделени на нас како локална самоуправа и ние во еден најкраток можен период, јас
сите што работеле со општина Росуман, верувам дека своите позитивни искуства во делот на урбанизација, значи во делот на нашата посветеност што поскоро да се заврши тоа, ќе го пренесат на оние заинтересирани инвеститори, дека во еден оптимален рок од 3 до 6 месеци рачунам дека нема план кој што веќе нема да биде донесен на територијата на општина Росуман и кој што нема да стане функционален, односно спремно да се граде, нормално ако е во градежниот район без потребна дозвола за пренамена на земјиште и оному каде што треба да се пренамене земјоделското земјиште во градежно, значи тука во овој дел треба да поработиме и веќе како единици на локална самоуправа преку Сдруженијето, преку ЗЕЛС, иницииравме во Министерството за земјоделие што поскоро се дадат овие одобренија, значи тука малце имаме некое не е кочница, него нормално е дека треба да се провери секоја педа земја, затоа што тоа и неповратно ќе се изгубат квалитетни површини. Општинската организација на СДСМ Кавадарци денеска одржа пресконференција на која беше упатен повик до кавадарчани да си го проверат своето избирачко право, дали го има во единствениот избирачки список. Почитувани сограѓани, пред нас е нов изборен процес и нова шанса за подобар избор. На претседателските избори, граѓаните на Република Македонија ќе изберат претседател на државата. СДСМ и Сдружената опозиција ќе предложат кандидат кој ќе биде вистински лидер на државата, човек прифатен од сите етнички заедници, достоен и подготвен да ја води Република Македонија во наредните 5 години. Денес Македонија се соочува со бројни и тешки проблеми кои што не трпат одлагање. Проблеми кои не трпат одлагање и кои што мора да бидат решени. Економско-социјалните состојби во земјата се влошуваат во подолг временски период. Кризата на почетокот се игнорираше, потоа се представуваше како наша голема шанса, за да денес се користи како изговор за се и сешто, а најмногу за да не се превземе ништо. Одговорноста за состојбите во секоја држава и припаѓа пред се на власта. Со својата одговорност, порано или подоцна, ќе се соочи и актуелната власт предводена од ВМРО ДПМНЕ. Почитувани сограѓани, Државната изборна комисија го стави на јавен увид избирачкиот список во своите подрачни оделенија и местни канцеларии. Јавниот увид почна на 16 февруари, а ќе трае 20 дена, односно до 7 март 2014 година. Ве повикувам секој да го провери своето избирачко право во текот на овие 20 дена. Да не дозволиме повторно да ни се случи неправедното и неоправдано бришење од избирачкиот список, кој што беше чест случај на минатите локални избори. Секој има право да гласа онака како што е определен. Почитувани кавадарчани, биете дел од СДСМ и Сдружената опозиција. Промените доаѓаат. До 15 март граѓаните кои остваруваат дополнителни приходи покрај плата и пензија треба да поднесат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. До Управата за јавни приходи досега се поднесени 23.565 годишни даночни пријави, од кои 120 се поднесени електронски преку системот Е-даноци. Минатата година биле поднесени 174.181 даночна пријава, а од УЈП очекуваат оваа година бројката да се зголеми на 200.000 даночни пријави, беше речено на денешната пресконференција. Околу 10.600 граѓани се веќе регистрирани на системот Е-даноци и имаат можност својата годишна даночна пријава да ја поднесат по електронски пат. Доколку граѓаните имаат проблеми со потполнувањето на апликацијата, можат да се обратат во инфоцентарот на УЈП на бесплатната телефонска линија 0800 33 30. Секој граѓанин, резидент на Република Македонија за остварените приходи по разни основи има обврска до УЈП да поднесе годишна даночна пријава.
Годишната даночна пријава најдоцна се поднесува до 15 март во тековната година за остварените приходи во претходната година и таа се доставува до канцелариите на УЈП. Со цел да им се олесни на граѓаните постапката за поднесување годишни даночни пријави, УЈП направи одредени измени и поволности за физичките лица. Сите оние даночни обврзници кои моментално се наоѓаат во Скопје можат годишната даночна пријава да ја поднесат во контакт центарот на УЈП. Пријавата може да се поднесе и електронски преку системот е-даноци доколку се регистрирани во тој систем, а годишната даночна пријава може да се поднесе и преку пошта, потенцираат од УЈП. Задолжителна даночна пријава треба да поднесат сите физички лица кои имаат остварено приходи во 2013 година, кои подлежат на оданочување со Законот за персонален данок од доход. Задолжителна даночна пријава е потребно за личните примања остварени од закуп на движен или недвижен имот, приходите од кирија, приходите од авторски права, од игри на среќа и од наградни игри, за остварени приходи од капитални добивки. Годишните даночни пријави, даночните обврзници можат да ги симнат од веб страната на УЈП. За остварените приходи во 2013 година обврска немаат да поднесат даночните обврзници кои што оствариле приходи само по основ на плати, по основ на пензија, завршење на стопанска дејност и по основ на оданочување од земјоделска дејност, само доколку не оствариле и приходи по други основи. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци ги информира жителите од централното градско подрачје дека утре во периодот од 9 до 11 часот ќе останат без вода за пиење поради промена на вентил на главниот резервоар. Во известувањето се наведува дека вода ќе имаат само високите делови од градот. Агенцијата за храна и ветеринарство го остави во функција бесплатниот телефонски број 0800 322 22 наменета за потрошувачите на кој 24 часа може да се пријават неправилности од областа на безбедноста на храната, здравствената заштита и благосостојбата на животните. На оваа телефонска линија потрошувачите имаат можност да дадат и предлози за унапредување на работата на агенцијата. Граѓаните имаат право да ја искористат можноста и да останат анонимни, а доколку остават податоци, име и презиме, адреса и телефонски број за контакт, ќе добијат и писмено известување. Јавувањата на потрошувачите ќе бидат снимани. Седница на председателството на Движењето на екологистите на Македонија се одржа вчера во Кавадарци. Домаќин беше еколошкото друштво Екоживот. Постојат неколку еколошки проблеми во Македонија за кои се разговараше на средбата на членовите на председателството на Движењето на екологистите на Македонија од 11 градови, која се одржа во Кавадарци. Присутните дискутанти покрена многу интересни прашања за жешки точки ширум републиката, поточно за известни загадувачи, дали се индустријски капацитети или дива сеча, потоа разни еколошки проблеми поврзани со водотеците. Значи имаме доста проблеми на ниво на Република Македонија и договаравме план како да ги покренуваме, односно да ги решаваме тие проблеми, бидејќи тие се долго време наталожени. Така што треба стратегија конкретна за нивно решавање, која што треба многу ресурси, многу време, многу енергија. Еве што во изјава за КТВ рече домаќинот Роберто Паризов од Здружение за заштита и унапредување на животната средина Екоживот. Тој на гостите им подари пригодни подароци. Проблемите во Кавадарци не се многу различни, освен проблемите што ги имаме околу загадувањето со тешки метали, но другите, останатите проблеми се истите како и низ другите градови во Македонија. Направивме една приближна прифатлива стратегија за решавање на тие проблеми и како што гледате имаме консензус за работа на ова председателство, така да се надеваме дека во многу блиска иднина ќе успееме да се избориме со сите видови на загадување кои што се причинети при здрава свест од човечки фактор и се надеваме дека
дека ќе имаме поголема едукација кај населението за заштита на животната средина, која што е најважен фактор доколку сакаме да сите ние да живееме во животна средина. Инаку сакам да напоменам дека денеска ете во Кавадарци ние сме домачин, Сдружение за заштита и унапредување животна средина Екоживот, сме домачин на државното претседателство на сите здруженија, тоест еколошки друштва од цела република, и оваа седница помина на вистина задоволително. Ненад Коцич од Велес исто така се осврна на екологијата пред нашата камера. Велес моментално дише, не повеќе живее на шкрги. Воздухот и водата се во добра еколошка состојба, за жал единствено почвата не остана загадена поради историското загадување кое што го имаме и незината неможност да се само деконтаминира како што воздухот и водата го прават. Меѓутоа, нашите активности се насочени кон подобрување на условите со почвата во Велес, така да се надеваме дека во догледно време ќе се заинтересираат надлежните да навистина се подобри и состојбата со почвата. Навивачката група Лозари Исток во среда на 19 повикува на доброволно крводарување. За лозари ова е трета акција поред и ја организираат во соработка со Црвениот крст. Навивачката група Лозари Исток и годинава ќе ја покаже својата хумана страна. Ќе им помагаат на оние за кои капка крв значи живот. За таа цел закажана е доброволна крводарителска акција за среда на 19 февруари. Акцијата ќе се одржи во локална самоуправа Кавадарци во термин од 10 до 16 часот, а ќе ја спроведува екипа на Институтот за трансфузиона медицина. Лозари Исток доброволна крводарителска акција организираат во соработка со Кавадаречкиот Црвен крст. За оваа навивачка група, која е верен сојузник на кавадаречките спортисти, ова е трета акција поред. Минатата година успешно ја реализираа втората, а иницијативата произлезе по повод роденденот на навивачката подгрупа Ултра Кру, вели за КТВ Александар Ситниковски. Од него дознаваме дека сите кои ќе бидат дел од акцијата од навивачката група Лозари Исток ќе добијат благодарница за покажаната хуманост. Одлични беа резултатите лани и годинава Лозари Исток очекуваат успех. На акцијата покрај своите членови и симпатизери ги покануваат и останатите граѓани кои сакаат да бидат хумани и солидарни. Успех од доброволната крводарителска акција во среда очекуваат и од Црвен крст Кавадарци, потенцирајќи дека анализирајќи го искуството од претходните 2 години, годинава од акцијата на навивачката група Лозари Исток се очекуваат околу 40 дарувани единици крв. Акцијата на овие млади полека, но сигурно преминува во традиција, а тоа е за поздравување и пример кој треба да го следат и останатите, велат од Црвен крст. Матурантите со голем интерес за техничките факултети. Половина од нив веќе знаат што ќе студираат, останатите се уште се мислат. Голем дел од матурантите кои минатиот месец го полага екстерното тестирање и оваа година покажуваат интерес да го продолжат образованието во правото, економијата и медицината, но се повеќе расте и бројот на ученици кои се запишуваат на техничките факултети. Според податоците на Министерството за образование и наука, матурантите најмногу ги полнат квотите на овие факултети, но и покрај поголемиот интерес, дефицитарни на пазарот на труд остануваат кадрите од техничките факултети. Дефицит има на техничките факултети, но во изминативе 3 години има раст од неколку проценти во запишани студенти. Конкретно од 2010-2011 година од вкупниот број на студенти 21,9% се запишале на техничките факултети, а тој процент се зголемил на 28% со уписот во 2013-2014 година. Статистиката покажува дека минатата година на правниот факултет во Скопје се запишале 639 студенти од квота која предвидува 825 слободни места. Без малку наполнета била квотата на економскиот факултет во Скопје, која брои 1260 места, а студентските клупи ги пополниле 1013 студенти, додека целосно пополнети биле квотите на медицинскиот и фармацевскиот факултет,
на кои се запишале 510, односно 160 студенти. Речиси, целосно е пополнета и квотата на факултетот за драмски уметности, каде се запишале 21 студент од 22 слободни места, информираат од Министерството за образование и наука. Интересот на матурантите за факултетите од правните, економските, медицинските и техничките науки се должи на тоа што во нив гледаат сигурно работно место и солидна плата. Има и такви кои се уште не одлучиле каде ќе се запишат. Според податоците на Министерството за образование и наука, интересни за матурантите се и факултетите за безбедност и за физичка култура, а на уписите во учебната 2013-2014 година вкупно се запишале 16.378 студенти. Времето утре ќе биде сончево и топло, ќе дува слаб југоисточен ветер. Утринската температура од 1 до 6 степен, дневната од 15 до 22 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.